Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Молика. Групата Молика со Анета од Битола во нашиот град, повторно во Ньюкастел, и тоа во сабота 23 декември во нашата македонска сала со почеток во 7:30 сатот вечерта. Картите ќе коштат $40 за возрастни, а за деца до 12 години половина карта. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, куњата со топли јадења и салати, а карти ќе може да земите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај Крсте на 0406 95 9823 и кај Љуба на 49628260. Исто карти може да се земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот вечерта кај управата на игрорната група Стив Наумов. Одборот при македонската општина овде во Ньюкастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. Нова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкастел. Цената е $60 за возрастни, за деца 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера и после вечерата како и најдобрата музичка група Сенатор. Барот ја располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај управата на игрорната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. А сега нешто да проследиме за здравието.
Храна богата со холестерол е лоша за вас. Нутриционистите досега имале големи успеси во демонизирање на здравата храна, а еден од најлошите примери за тоа се јајцата, кои се меѓу најздравите намерници на планетата. Доволно е само да се размисли за тоа дека нутринтите во едно јајце се доволни од една оплодена клетка да се развие пиле. Но, наспроти тоа, се тврдело дека поради високото ниво на холестерол може да предизвика болести на срцето. Додека правата вистина е дека истражувањата покажале дека холестерол во исхраната не го зголемува нивото на лошиот холестерол во крвта. Тврди дека токму во тој период во Америка почнала епидемија на дебелење, а потоа следела епидемија на диабетик. Причина било што луѓето престанале да јадат месо, путер, јајца и почнале да конзумираат храна богата со шеќер. А во изминатата деценија вршени се многу истражувања за ваквиот начин на прехраната, иако некои нутрицијсти се уште ја препорачуваат, истражувањата покажале дека не постои доказ дека прехрана со низок удел на масти долгорочно помага за слабење, ниту пак ја намалува опасноста од разни хронични болести. Некои истражувања дури покажале дека може да се поттикне нивно повторување. Значи, не само што не се штетни, јајцата се преполни со витамини, минерали и нутриенти важни за нашиот мозок и за очите, а тоа најмногу во жолчката, белката е само протеин. Преработени масла од семки и растителни масла се здрави. Од некоја причина почнало да се верува дека овие масла се подобри за нашето здравје од опасните заситени масти, а вистината е дека тие се полни со омега-6 масни киселини кои можат да поттикнат воспалителни процеси во телото. Иако се смета дека ја намалуваат опасноста од болестите на срцето, повеќе истражувања покажале дека всушност ја зголемуваат. Ова е еден од примерите како слепото верување на нутриционистичките мудрости може прерано да ве однесе на полошо, пишува Atratis Nutrition. Заситените масти го зголемуваат лошиот холестерол и предизвикуваат болести на срцето. Како што наведовме, ова нема врска со вистината. Истражувања кои ја изненадрија ова теза се преполни со мани, но некако успеле да станат општо прифатени, а најлошо е што здравствените организации во светот доправа треба да го променат својот став за оваа тема и да признат дека грешиле. Изминатите неколку години спроведени се неколку истражувања на оваа тема. Во едно од нив се проучувале податоци од дури 21 претходно со зголемен крвен притисок, холестерол, прекумерна тежина и отпорност на инсулин. Еве кое овошје го зголемува ризикот од смртта. Додека 2 до 3 порции сушено и свежо овошје се одлични за 10% намалување на ризикот од смртноста од било која причина, конзумирањето на конзервирано или замрзнато овошје го зголемува ризикот од смртта за 17%, заклучиле британските научници. Тие до ваков заклучок дошле следејќи ги прехрабрените навики на 65.000 возрастни лица во Велика Британија во текот на 7-годишно истражување. Познато е дека конзервираното овошје се наоѓа во сируп со висок процент на фруктуза, а претходните студии ја поврзале фруктузата исто така со зголемиот крвен притисок. Витаминот B17 го победува ракот, еве каде го има. Витаминот B17 познат како лаетрил или амигдалин е природна субстанца која што се наоѓа во многу намирници. За прв пат бил откриен во 1830 година во горчливиот бадем и во 1996 бил хемичарот кој за прв пат го промовирал амигдалинот како лек против ракот на почетокот на 1950 година. Меѓутоа, прибивањето на пазарот и промовирањето на овој витамин било многу тешко. Американската Food and Drug администрација набрзо покренала кампања против овој витамин затоа што сметала дека е штетен бидејќи во својата формула содржи цианид. Исто така, набавката на овој витамин ја направила невозможна, иако во прашање била природна и безопасна субстанца. За да го применат докторите овој витамин
Во пракса, како додаток, тие или нивните пациенти морале да пријават во FDI дека го користеле со други зборови, неговата примена била илегална, бидејќи ниеден доктор не признавал дека го користел лаетрилот. При сето тоа, некако испуштиле да напоменат дека храната која секојдневно ја употребуваме во прехраната исто така содржи многу природни отрови, па сме сепак здрави, благодарејќи на фактот дека истите се во толку мали количини што не му штетат на нашиот организам. Како извор на витамин B17 представуваат дивите капини, стреши, рибизла, семките од јаболка, крушка и слива, семки од кајсија и праска, горчливите бадеми, индиските ореви, бразилските ореви, макадемија и во помали количини во дуњата, јагодата, малините, семките од лен, леќата, црвениот граф, мешункасти плодови, јачменот, просото, хелдата и друго. Сепак во најголеми количини овој витамин е застапен во семките од кајсија. А сега продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка. На нашите сакани Оливија и Дарси. Му ја честитаме Крштевката, исто му посакуваме добро здравие, голема среќа и весело детство во придужба на сите најблиски и најмили. И на сите присутни весело расположение. Овие убави желби се испратени од таткото Стивен, мајката Ешли и милото братче Ајзек Стојановски.
Со песната Крштевка на милите внучиња Оливија и Дарси Стојановски му ја честитаме Крштевката, честито имиња и благословени од Бога, како и безгрижно детство со сите најмили. Убавите честитки од се срце се посакани од дедо Цане и баба Даринка Стојановски. Исто така честитки спраќа и се придружува и тета Миранда со Ренато. Si kršteva, polna mi je dušava od radost golema. Ajde kume krštevaj, srećno i ja i Lija. Site da mi dojdete, krštevka da pravime, radost da spodelime, da se napijeme. Ajde da se krene, mili rodnini, vi jeste mi najdragi, sakam da ste veseli, srećni nasmejani. Polna mi je dušava od radost golema, ajde kumo krštevaj, srećno i ja i Lija. Site da mi dojdete, krštevka da pravime, da spodelime, da se napijeme. Ajde rabce krenete, deneska je golete, tatko ja su najsreće, ajde da zapeme. Со песната Крштевка, со наискрени желби и честитки, му ја честитаме Крштевката на нашите внучиња Оливија и Дарси. Исто така му посакуваме добро здравје, голема среќа и весело растање со нивните најблиски. На родителите Стивен и Ешли и синчето Ајзек, честито убавата радост. Сето тоа го посакува бабата Дженефа со сојмен цела фамилија. Krštevka danes pravime, za čedo ime slavime, naše to čedo najmilo, radost što mi podarilo, kuća ta mi razveseli,
kane pokani. Mamino zlato, Milona tato, nada vašega babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamotno šedelino. Mamino zlato, Milona tato, nada vašega babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamotno šedelino. Cela rovnina i gosti so familija, aj si te danas zdravi me, čestito ime da moje, da ima detstvo bezbrižno i zdravo živo veselo. Mamino zlato, Milona tato, nada vašega babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamotno šedelino. Mamino zlato, Milona tato, nada vašega babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamotno šedelino. Godina skoro ke dojdi, čedo to ke ni prodi, ke uši prvi zborovi, od majka što mu govori, volemo dani porasni, za sva dva dane pokani. Mamino zlato, Milona tato, nada vašega babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamotno šedelino. Mamino... Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка. На внуците Дарси и Оливија Стојановски му ја честитаме крштевката, исто му посакуваме се најубаво во животот, а на родителите Стивен и Ешли и малиот брат Ајзек му ја честитаме радоста. На Стивен сакаме да му го честитаме 40-тиот роден ден, со стреќа и радост во фамилијата. На братот Цане, сната Даринка, внуката Миранда со Ренато му ја честитаме убавата голема радост. Овие желби се испратени од Видан Стојановски со фамилијата. Rodila,
Со песната Крштевка на превнуците Дарси и Оливија Стојановски со наискрени желби и честитки му ја честитаме Кршевката, честито име и од Бога благословени. Исто му посакуваме голема среќа, убаво здравје и весело детство во придружба на нивните најмили и најблиски. На родителите Стивен и Ешли и братчето Ајзек со цела фамилија честито веселбата и на сите гости весело расположение. Убавите желби се испратени од предедото Ристо, пребабата Драга, како и Мирко и Лена со нивните фамилии Цветановски и Трајчевски. Да ги проследим уште една соопштенијата. Молика, 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 групата Молика со Анета од Битола во нашиот град Њукастел повторно
и тоа во сабота 23 декември во нашата македонска сала со почеток во 7:30 часот вечерта. Картите ќе коштат $40 по лице. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а куњата со топли јадења и салата. За карти, кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 или кај Крсте на 0406 95 9823. Исто и кај Љуба на 49 628260. Исто карти може да си земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот на вечер кај управата на играрната група Стив Наумов. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Исто така барот ќе располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а за карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај управата на играрната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. А сега да ја слушаме најновата песна на Анета и групата Молика. Песната носи наслов Писмо. Тие доаѓаат овде во Њукастел на 23 декември во сабота во нашиот град Њукастел. Да слушниме најново нешто од Молика.
А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Владата го усвои законот за амнестија, тој опфаќа 3760 лица. Над 3760 лица ќе бидат опфатени со законот за амнестија, која синоќа помина на владина седница. Од нив 670 кои биле осудени на затвор до 6 месеци целосно ќе бидат ослободени од издржување на казната, додека останатите над 3000 осуденици ќе добијат намалување за 30% на досудените казни. Помилувањето ќе важи за сите дела сторени до 20 септември годинава, а кои ќе бидат правосилно пресудени до стапувањето во сила на законот. Владата текстот за овој го прифатила синоќа, додека во Скопскиот кривичен суд беа приведувани и сослушувани лицата осумничени за настаните од 27 април. Ново одредбите на законот се вметнати исклучоци, односно дела за кои амнестијата нема да важи. Меѓу нив се и делата против државата за кои според сегашните позиции на јавното обвинителство се гонетуи 36 осумничени за настаните во парламентот. Амнестијата нема да важи за делото убиство, за осудени на доживотен затвор, за дела против изборите и гласењето, за дела против државата, за дела против половиот морал и дела против човечноста, изјави Миле Бошњаковски, потпарол на владата. Законот влегува во собраниска процедура по редовна постапка. Од владата велат дека остануваат отворени за јавна дебата. Во текстот објавен на веб страницата на Министерството за правда стои дека двете причини поради кои се носи законот за ресоциализација на сторителите на кривични дела и растеретување на државниот буџет. Од осамостојувањето до денес донесени се 4 закони за амнестија. Првиот во 1991 година, вториот во 1999-та, во 2002-та како резултат на Охридскиот ранковен договор и во 2003-та за граѓаните кои не ја исполниле воената обврска. Димитров вели Македонија на добар пат. САД останува главен поддржувач на членството на Македонија во НАТО. Министерот Димитров на средбите со американскиот Стај департмент доби уверување дека САД ги поддржува реформите за владата кои се насочени кон побрза интеграција на земјата во НАТО и Европската Унија. Ова беше истакнато на средбата со помошник државниот секретар за Европа и Евроазија во Стај департментот Вес Мичел. Шефот на македонската се состана и со Хојт Брајан G. На овој состанок Димитров информираше за и реформите во правосудството, администрацијата, безбедностите и разузнавачките служби, како и за подобрените состојби во сферата на медиумите. Заменикот помешник државен секретар оцени дека Македонија повторно се движи во вистинскиот правец. Брајан ја охрабри владата да остане фокусирана на реформската агенда и да го искористи позитивниот момент и поддршката од евроатлантските пријатели. Имаше шанса да станеме 30-та членка на НАТО и решителни сме во намера да не ја пропуштиме, рече Димитров. На средбата со специјалниот советник за Европа и Русија во канцеларијата на подпредседателот на САД Моли Монтгомери, со која исто така имаше можност да разговара за актуелните политички случувања во земјата. Монтгомери рече дека Балканот е високо на листата на приоритетите за Белата куќа, а Република Македонија е една од клучните земји за придвижување напред на целиот регион. Димитров ја оцени како исклучително важна лидерската улога и ангажманот на председателот на САД Мајк Пенс во промовирањето на евроатлантската иднина на регионот, јасно изразена на неодамашната средба во Црнагора со лидерите во регионот. Димитров во Брукинсин институтот имаше средба со поранешниот заменик државен секретар Строуп Талбот, како и со представници на македонската дијаспора во САД
Обединетата македонска диаспора и Форум за демократска Македонија. Нема детали од вчерашната средба Заев-Груевски кај председателот Иванов. Заев и Груевски доцна синоќа се стретна кај председателот, но ниту еден од нив не открија детали од разговорите. Шефот на државата ги повика на средба за помирување и нормализирање на новонастанатата ситуација по вчерашните привидувања на претеници и други осумничени за настаните од 27 април. Груевски рече дека кај Иванов ги повторил своите ставови кои претходно ги истакна пред јавноста. Лидерот на ВМРО-ДПМН рече дека партијата нема донесена одлука за напуштање на парламентот. Владата смета дека институциите има целосен кредибилитет и одговорност да ги расветлат случувањата од 27 април во Македонското собрание. Заев истакна дека со Груевски и Иванов разговарале отворено како одговорни субјекти. Тој порача дека е потребно опозицијата целосно инклузивно да биде вклучена во процесите кои доаѓаат. Премиерот одби да ги коментира одлуките на судот за одредениот притвор за дел од осумнечените, меѓу кои се и 6 претеници. Заев истакна дека разговорите кај председателот ќе продолжат, но од кабинетот на шефот на државата не откриват за кога е закажана следната средба. Милошевски. Апсењето на претениците и граѓани има само една цел – да ја покрие неспособноста на владата. Вечерва сме тука пред Министерството за правда да им изразиме една несебична човечка, лична и несебична поддршка на сите оние кои заради патриотизам се обвинети за тероризам, политички и неправдано ова вечерва го потенцира Антонио Милошевски од ВМРО-ДПМН. 3 години ние од тогашната опозиција и многу експерти, така наречени невладини активисти, слушавме што е тоа режим. Во изминатите 3-4 месеци може секој да учи да гледа што значи тоа режим. Тоа значи погазување на слободата и правото на човекот да размислува поинаку, да има поинакво политичко мислење, да има право на протест, да има право да се изрази љубовта кон својата татковина и истата да се заштити. Затоа една порака вечерва упативме до сите оние кои што прават вакви неправди. Ова нема да трае вечно. За 1 година, за 2-3, ова ќе се смени. Но реваншизмот, кој што денес некој го прави на политичка основа, ќе роди само нов реваншизам, неправдите кои што некој само ги спроведува и се уживува врз недолжни луѓе, кои родат други неправди. Затоа апелот е од Министерството за правда и до обвинителството и судовите. Не правете неправди, затоа што ќе се родат други неправди. Ќе не правете жртви, затоа што тоа ќе донесе други мотиви на реваншизам, вели Милошевски. Тој додава и дека овие апсења на пратеници и граѓани кои само една цел да ја покријат неспособноста на владата, со кои што ги лажеше граѓаните. Апсењата има за цел да крие една димна завеса за да се покрие врската преземена пред други актери, а не пред граѓаните за проекти кои се на штета на Република Македонија. Денеска, за жал, не сме 1981 година, но за жал актерот Владо Јовановски е денешниот Ристо Шишков. Денеска Владо е затворен за патриотизам и обвинет за тероризам, а тој е обвинет исто како Ристо Шишков, а единствената вина е што ја сака својата химна, македонската држава и што го изразил своето мислење против ова марионетска власт. Уште една соопштенијата. Одборот при македонската општина овде во Њукасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од нашиот град Њукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера, благо после вечерата, како и најдобра музичка група Сенатор.
За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај управата на игралната група Стив Наумов, секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. Групата Молика со Анета од Битола во нашиот град Нјукастел и тоа во сабота на 23 декември во нашата македонска сала со почеток во 7:30 часот вечерта. Картите ќе коштат $40 по лице. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а куњата со топли јадења и салата. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај Крсте на 0416 0406 959823. Исто и кај Љуба Петровска на 49628260. Исто карти може да се земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот вечерта кај управата на игралната група Стив Наумов. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle.